Јас пред 2 дена имав средба со министерот за надворешни работи на Бугарија, Милков, кој што беше во Скопје, и заеднички ја реобновивме повторно идејата, како што и двете влади се заинтересирани, за повторно двете работни групи, кои што ги имаме во делот на инфраструктура, да остварат уште една средба. Ќе се обидеме таа средба да биде и до крајот на оваа година, со што ќе ги отвориме повторно постапките и процесите, за да видиме која од двете страни докаде стигнала со своите процедури за отворање на граничниот премин Клепало, едно од најважните прашања која што ја имаме како тема. Вториот аспект на ова прашање е дека и Европската Унија дава околу 10 милиони евра средства со кои што ќе се овозможи да се аплицира од двете страни, и од страна на Северна Македонија и од страна на Бугарија, за отворање на овој граничен премин, односно за финансирање на објектите на патниот правец од страна на Бугарија, за рехабилитација на нашиот патен правец, со цел да се помогне од страна на Европска Унија за поврзување на двете држави и за поврзување на граѓаните од двете држави. Од тој аспект работиме на завршување на процедурите. Јас и во друг наврат одговарав на ова прашање, кога информирав дека ние сме во понапредна фаза, бидејќи имаме и објект кој што треба да биде реконструиран, имаме изградено патен правец кој што треба да биде само рехабилитиран, и ги очекуваме постапките од страна на Бугарија да влезат во постапка на изградба на тој патен правец од околу 13 км, како што бев информиран од страна на бугарскиот министер за локален и регионален развој, за да потоа влезат и во изградба на нивниот објект на граничниот премин. Драго ми е што има заинтересираност од двете страни, има заинтересираност од двете влади, и ќе продолжиме и понатаму да соработуваме во насока на отворање на повеќе можности и економски развој на граѓаните од двете земји.